Најкритикуваните министри во владата добија високи партиски функции. Филипче, кој постојано е обвинуван дека лошо се справува со ковид кризата, и Царовска, која ја крена јавноста на нозе заради реформите кои ги планира во образованието, добија подпредседателски места. Подпредседател во СРСМ стане и Фатмир Битики, кој е критикуван поради економските мерки. И министерот за внатрешни Спасовски доби подпредседателска функција, во чие министерување се случија бројни афери: Мафија 1, Мафија 2, марихуана, како и бројни убиства без разрешница. На местото на Шекеринска доаѓа Сања Лукаревска, директорката на УЈП. Љупчо Николовски останува генерален секретар на партијата. Од ВМРО ДПМН коментираа дека староновиот тим значи комплетна султанизација под водство на Заев. Заев сам си предложи и си избра луѓе од најблиска доверба, кои на Македонија и донесоа над 5200 починати заради здравствен систем кој не функционира, 60.000 нови невработени заради економски мерки кои не помагаат никому и 111 место во корупција со министри кои бркаат пакувања путер, додека високите владени функционери пакуваат куферчиња со кеш пари. Од СРСМ пак упорно тврдат дека во раководството на партијата имало нови ликови и свежина. По 26-тиот конгрес, кој што се одржа вчера и донесе кадровски освежувања во највисоките партиски органи, СДСМ започнува ново 4-годишно поглавје за напредокот на македонската држава и подобра иднина на сите граѓани. Јавноста покрај тоа што чекаше кои ќе бидат новите челници на СРСМ, чекаше и дали социјалдемократите ќе го променат своето име, согласно Преспанскиот договор. Оти премиерот пред неколку месеци најави дека на конгрес ќе биде разгледана потребата за промена на името на партијата, но сепак тоа вчера не се случи.